Шарски води се одржува по 7-ми пат. Идејата дојде од членовите на планинарското друштво Трансверзалец, кој што има дом на Попова шапка и желбата на што поголем број луѓе да им се приближат убавините на оваа прекрасна планина. Целта е да се поврзе од Попова шапка, значи од Шар планина, да се стаса до Мавровско езеро. И идејата е секоја година да што повеќе луѓе, затоа што ова во принцип е предел кај што не се доаѓа секој ден, често, да видат со што располага оваа прекрасна земја. Шарски води, златото на Македонија, ова е најубавиот предел македонски. Трети пат сме овде, кој како, имаме екипа, 10 души, жута мајца ни он, него го пратиме, него го следиме. Он вози за медаља. Така да ги повикуваме сите граѓани да се вклучат во планински велосипедион, затоа што тоа е иднината на Македонија. Патеката се вози во повеќе наврати и има различни делници. Не постоја патеки, мораше да се истражат патиките, да се маркираат, да се обележат, затоа тоа не може одеднаш да речем. Значи постепено секоја година се развива и се развива. Должината е максимално до скоро 95 километри. Патеката може секој да ја помине во принцип, битно е да има желба и да се погоди времето нормално. По патот има прекрасни рекички. Значи може да се ужива во реките, може да се направи некој мал излет лево десно од патеката. Може да берете цвеќе, може да берете чај, може да берете јагоди. Значи има повеќе причини кои што може да седнете со друштво да се позабавувате, да направите, значи има повеќе причини кои што може да ве одржат цел ден на патеката, а ако се за брзање, значи можете и за 4 сата да се. За поискусните шофери лесна е патеката, можам да кажам, технички ипак потешка, треба да се внимава, пошто влажно е, лизгаво на трева, на земја подобро се вози, треба да лизгава, лаже, има спустови, така, треба да се внимава најважно. Времето какво такво за возење ипак добро е, не е толку топло, малце ветер, ама за кога се сака да се вози, не се бира прилики. Сите градови доста одгостивар, само тетовчаните како домачини слаба. Можам да кажам, само јас и тоа си појдов са бајлет од 5:30 од Тетово, се качи за сат и 34 минути до Шапка, ќе го извозиме и назад цело време со возење. Од прилика 140 километри. Yama,
Тимо Оградовиш. Малку патеката беше мокра, да не речам малку повеќе мокра. Имаше кал, ама добро беше. Имаше проблеми со навигација на некои места. Не сум ја возел, прв пат ја возам ама добро се снајдов. Нема стратегија, гледаш да нема дефеци и само возиш, нема друга стратегија. За 4,5 сати ги поминав овие 95 километри. Пауза на контролни точки. Се напиеш вода, зимаш нешто, чоколадце и продолжуваш натаму. Па се трудиме редовно кога имаме време да учествуваме на сите маратони. За следниот маратон Бујрум сите повелете, кој има можност да дојде кај нас. Ние велосипедскиот клуб Свијок од Радовиш организираме на 4 август маратон на Плачковица. Значи, ние таму ќе бидеме од 1 август, може кој сака да дојде и со сместување, има планинарски дом, има хотел горе со 4 звезди, значи кој сака може да дојде и да учествува на маратон. Mia